Добре дојдовте во 360 степени на МРТ1. Вечерва ве поздравувам од седиштето на ВМРО ДПМН, каде на серија општествено релевантни теми, прашања од јавен интерес, ке разговарам со председателот на партијата, Христијан Мицкоски. Господин Мицкоски, благодарам за прифатената покана. Благодарам на поканата и можноста. Прво, ќе почнеме со случајот со двојното убиство и улогата на првоосомничениот Љупчо Палевски Палчо во сето тоа. Зошто кога бевте прашан колку средби сте имале со Љупчо Палевски Палчо и што сте разговарале на нив, одбегнавте да одговорите? Па затоа што ценам дека во пикот на можеби најголемиот скандал во последно време, кој што завршува со две невини жртви, некој се обидува да направи дефокус од суштинската тема и да се занимава со некое периферно прашање кое што нема никаква врска со ова кое што тој ден беше тема, но и деновите претходно, но и деновите потоа. А суштината е зошто институциите дозволија да се случи тоа двојно грозоморно убиство, зошто се загубија два човечки животи. ВМРО ДПМН континуирано поставува прашања преку партиската говорница, но и вака на јавниот простор. Не добиваме одговори, добиваме политиканство, одговорите се генерално политички и не обвинуваат дека ние сме печалеле политички поени на ово што се случи. Да, од другата страна тезата е иста, дека со тоа што вие го правите одговорницата во партијата и поставувањето прашање, правите дефокус од прашањето дали вие сте биле блиски со Палчо и за што сте разговарале и договарале. Одговорот на тоа прашање може да го најдат граѓаните. Сега, за жал, тие емисии се избришани на еден подкаст на медиумските настапи на Љупчо Палевски Палчо, на неговите обраќања преку социјалните медиуми, изминативе 6 години, не цели од како што сум јас председател на ВМРО ДПМН. И тука може да заклучат граѓаните дали јас сум бил близок со тоа лице или тоа лице било мој жесток противник, често пати навредуван од него, често пати упатувани се закани кон мене и моето семејство. И ако ги гледате неговите ставови поврзани со мене, со моето семејство и политиките на ВМРО ДПМН, ќе дојдете до заклучок дека тој не само што не е близок ниту до мене, ниту до ВМРО ДПМН, туку ние сме на сосема диаметрални различни страни. Да речеме, кога сме овде, ќе ви дозволам да си завршите тезата понатаму ако сакате, но сакам овде да ве прашам. Да. Кога сме овде, ако ги следиме неговите ставови во однос на Преспанскиот договор, во однос на францускиот предлог, тоа е, како некој метафорично напиша, патриот под знамето од Вергина. Тоа политички го прави поблизок до вас отколку до СДСМ, да речеме. Доколку ги следите неговите ставови поврзани со овие теми и доколку се вратите наназад во неговото минато како председател на градската организација на СДСМ, јас пак можам да дојдам до поинаков заклучок, дека тој представува партиска полициска инсталација која што не верува во тоа што го кажува, ги злоупотребува темите за да нанесе политичка штета на ВМРО ДПМН. Сте имале средби со Палчо? Јас сум имал средби со многу луѓе, тоа е мојата работа. Јас сум политичар и логично е дека се среќавам со... Сте договарале со работка со него? Не. Средба сум имал можеби пред 4-5 години и нормално е да имам таква средба со секој еден кој што во јавноста испраќа политички пораки. Во случајот не беа политички пораки, туку навреди кон мене, моето семејство, конкретно кон мојот постар син. Иако кога го тепаат на јавно место, ви излегувате со осуда на тој чин. Апсолутно, насилство не е прифатливо за мене и јас секогаш сум кажал дека насилството не е алатка во политиката која што треба да ја користиме, но да завршам претходната теза. На таа средба и над средби со многу други личности кои што испраќале политички пораки, моето прашање било зошто и кои се аргументите да ги слушнам. Не сум слушнал аргументи, туку напротив стигна барање ВМРО ДПМН да помогне во собирање граѓански потписи
за да регистрира лицето политичка партија. Му помогнавте? Нормално дека не, но 3-4 години потоа сведоци сме сите дека тој успеа да регистрира политичка партија под името Десна. Сега прашањето е кој му помогна. Јавноста и ние што сме во политиката точно знаеме кој. И од другата страна истите прашања ги поставуваат, алузијата е дека вие сте му помогнале. Па погледнете ги подписите лицата кои што се подпишани и ќе го добиете одговорот која говори дали е вистина. тоа јавно достапен податок. Па мислам да. Добро, имаше ли сепак од ваша страна обид да ќарите политички поени на овој случај? Ке цитираме на ваша изјава од интервјуто за ТВ Шење на 6 декември, тоа е 3 дена откако беа пронајдени телата на Вања и Панче, ке речете како политичка партија и јас лично бев надвор од сето ова намерно за да не се создава впечаток како што тие создаваа со случаите со Смилковското езеро и Малата Тамора, затоа не се мешавме и воопшто да не влијаеме на процесот да не биде лошо сватени, но за месеци од денеска сето ова ќе биде изнесено на лице пред јавност и ќе знаат луѓето што направиле овие луѓе. Тие информации што јас ги знам се озбилни. Сега, првото прашање е зошто информациите што ги знаете се озбилни не ги кажавте, ако не јавно, тогаш во јавното обвинителство. И второ, што е, да речеме, што се серијата пресконференции на Драган Ковачки, ако не се, како велите, создавање впечаток како што тие правеа со случајот кај Смилковското езеро и Малата Тамара. Нека не обвинуваат. Јас немам против мене Спасовски, Маричич, Ковачевски, Груби, Османи, Пендаровски да не обвинуваат за политиканство. Нека не обвинуваат, ама нека реагираат и нека го најдат виновникот, но и оној дел да го препознаат во институциите кои што ги водат, каде затаиле тие институции. Се согласувате дека јавно искажаниот збор значи одговорност. И кога велите имам информации што ги знам, озбилни се, сето тоа ќе го кажам на јавноста по месеци, дека за тоа треба да стоите. Суштината на кажаното е дека кога ќе има нормални околности, односно различни од овие партизирани и октруирани, и во обвинителството и во судството, ќе можеме да дојдеме до одговорност и во институциите, но и во јавноста. Тоа нели е неодговорно пред јавноста? Па делот, кога така би се постапило целосно, би било неодговорно, се сложувам со вас, но преку пресконференциите на Драган Ковачки, на многу од тие дилеми и многу од тие информации ние ги кажавме. Во јавноста, за жал, до ден денеска не добивме одговор. Всушност, на јавна сцена гледаме и пораки од представници влијателни на меѓународна заедница кои што кажуваат дека институциите во случајот затаиле. Тоа што ние го зборуваме. А видете, вие во институциите до овој момент немате ниту еден кој што поднесе одговорност. Дали тоа биле луѓето од СВР Велес, дали тоа биле луѓето од МВР во Скопје, дали тоа биле луѓето од Министерството, дали од Бирото за јавна безбедност. Вие немате одговорност во институциите. Не баре перфектна е таму состојбата. Да, овие монструми се најдени на начин на кој што се најдени. Но сите оние дилеми кои што Драган Ковачки ги кажува, се легитимни прашања на кои што ние не добиваме одговори. И сега, кога гледате на каков начин перфидно се дефокусира јавноста, тогаш единственото нешто што ви преостанува е да ги поразите, да знаат најпрвен дека се поразени, а потоа кога ќе ги ослободиме овие партизирани и октруирани и обвинителства и судства, да дојдеме до решение не само за овој случај, ќе потсетам, ние имаме уште еден таков грозоморен, а тоа е случајот онкологија, каде што јасно детектиравме пропусти, слабости во системот, системски слабости кои што гледате до ден денеска никој ништо буквално не превзема за да ги реши. Моето разбирање е дека таму се чека медицинското вештачење и дека тоа се прави во странство затоа што дома немало кој да го направи. Но да видиме, да почекаме, се разбира. Видете, Васко, и да е така, е катастрофално и понижувачки, и да е така е катастрофално и понижувачки, но ние зборуваме за истражните органи. Ние имаме тотално затајување на институциите кога станува збор за истрагата. Замислете, пратеничката Рашела Мизрахи состави извештај и никој од истрагата до овој момент сериозно не излезе со анализа на тој извештај. Туку имаме политички пораки и политиканство. Ќе оставиме имаме жртви на системот. Да, на граѓаните. А во системот нема одговорност. Тоа е мојата порака. Да, граѓаните да ценат
Граѓаните ценат и затоа ни велат граѓаните дека институциите на системот имаат најниска оценка. Граѓаните ценат и затоа ни велат дека обвинителството и судството имаат едноцифрен процент доверба. Така ценат граѓаните. Сега ние велиме како тоа да го подобриме. На крајот од денот тоа е наша одговорност, како што и вие констатиравте како опозиција, да излеземе со сомневања и со прашања на кои што за жал до овој момент не добиваме одговори. Одиме на следната тема. Избори и прашањето за техничка влада. Со една изјава на представник на вашата партија го оставивте отворено прашањето за тоа дали воопшто ќе учествувате во, како се вика по закон, преодна влада за спроведување избори за пратеници. Па сега моето прашање би било, после тоа што деновиве го слушнавме од представници од партијата, дали се надзира вашиот став за тоа дали ќе учествувате во техничката влада? Да, ќе ви дадам одговори на тоа прашање. Јас можам да го кажам во моментот мојот став и очекувам деновите кои што се пред нас, партиските органи да го донесат и партискиот став. Во услови кога понудивме да нема техничка влада, во услови кога понудивме да одиме на овие избори со политички избрана влада, па дури и доколку тие имаат некаков си политички договор, повторно можеш они да си го испочитуваат тој договор, а да нема техничка влада, и тоа не значи дека условите се повеќе демократски или условите се не знам како што некои се обидуваат тоа да го представат. Туку едноставно цениме дека еден имплант во нашето законодавство кој што де факто, а и ако ги прашате уставните експерти ќе ви кажат и де юре е спротивен на уставот, треба да го избришеме. И ако бараме подобар начин да имаме подобри, поточни изборен процес, тогаш можеме да најдеме и да бидеме покреативни, а да биде во согласност со уставот. И они тоа го одбија. Не знам зашто го одбија, но го одбија, тоа се претпоставувам нивни политички калкулации. Мојот став е дека во едни вакви услови, кога е тоа регулирано со закон, ВМРО ДПМН треба да учествува во таа техничка влада, треба да номинира своји представници, но истовремено треба да се воздржи од гласањето на составот на таа влада, затоа што цениме дека е спротивен изборот на првиот човек кој што ја води таа влада од законот на кој што таа техничка влада се повикува како орган. Така што мојот став на законот. Законот е јасен. Па цитиравме членови каде што стои дека најголемата политичка партија номинира председател на таа влада. Ама номинира, не вели дека мора да биде член. Точно номинира, ама не е ниту СДСМ најголема во парламентот, ниту пак ДУИ, друга е политичка партија најголема во парламентот. Сега законот од кога вие баравте измени, друга е формулацијата во законот. Законот оперира со терминот најголемата партија од тие што се на власт. Па добро сега, ако го играме сега и ако бараме суштина, ќе најдеме многу толкувања, но во суштина не може партијата ДУИ да биде таа која што ќе номинира сега Талат Џафери. СДСМ ќе го номинира Талат Џафери. Видете, формално да, но сега Талат Џафери е избран од пратеничката листа на Демократската унија за интеграција. Предлог бил од Демократската унија за интеграција. Сега ние ако се правиме при очи слепи во ред, еве да веруваме. Не, јасни вие не сме правници, ама правниците кај нас ќе ви кажат дека поминува тоа. Па различни толкувања има, еве јас сум се консултирал со правници, различни толкувања има, но како и да е, сето тоа е имплант во нашето законодавство спротивно на уставот. Ете, тука барем сите уставни експерти се консензуални, дека е спротивно на Може ли да не добие таа влада 61 во парламентот ако вие не гласат? Ке си добие 61, владиното мнозинство претпоставувам ке си го изгласа, кабинетот на Талат Џафери. Мојот став е дека ние треба да се воздржиме од тоа гласање, дека треба да учествуваме. Некаква, како да кажем, ситна политиканска финта. Ќе дадеме луѓе, ама нема да ја гласаме. Не принципиелно е, затоа што потоа, сега вториот момент е, потоа ценам дека, и тоа ќе го предложам на органите на партијата, е да предложиме закон во парламентот со кој што техничката влада од 1.1.2025 година ќе замине во историја. Ајде, иако
Не, ајде прво ќе се решам за овие кадровскиве, па потоа ќе дискутираме малку околу ова. Се знаат ли имињата на потенцијалните министри? Прво чекате да идеме чекор по чекор. Добро. Јас го кажувам сега само мојот став. Сега тој став треба да го Добро, знаеме дека сепак ставот на лидерот е влијателен, ако не решавачки, сепак е влијателен во партиските органи. Се сложувам со вас, но велат ајде најпрво првата работа прво да се случи, а тоа е прво да како партија и како структура и како коалиција го дефинираме ставот, излеземе со тој став во јавноста, па дури потоа можеме да зборуваме за кадровските решенија, инаку во овој момент доколку тој став биде прифатен од страна на органите на партијата и коалицијата, нормално потоа ќе следи дебатата кои ќе бидат кадровските решенија и така натаму. Вие во таа влада треба да добиете министер за внатрешни работи, министер за труд и социјална политика и уште тројца дополнителни заменик министри во ресори со врзан потпис околу земјоделие, прашања. Администрација, информатичко општество и уште еден, мислам, финансија. Наке Чулев после подолго време сега почесто го гледаме во јавни настапи. Колку сум блиску или далеку ако кажам дека Наке Чулев е сериозен кандидат за позицијата министер за внатрешни работи во предходната влада? А еве ќе си дозволам сам да кажам уште едно име, Гордана Димитриевска-Кочовска за министерка за труд и социјална политика. Па не мислам дека за второто име сте блиску. Добро. А што се однесува до првото име, еден од неколкуте имиња и тој. Добро. Само тука да ставиме една ограда, доколку органите на партијата одлучат да бидеме дел од таа техничка влада. Сега барате да се укине таа преодна влада за спроведување избори за пратеници. Таа беше практично воспоставена како принцип, механизам во нашето законодавство на ваше барање. Се сеќаваме на таа лидерска средба во владата, ваша со ваш тим, со тимот на Зоран Заев. Тоа беше едно од вашите главни барања. Моето прашање е, ако сепак ова е еден механизам кој што влијае на зголемување на довербата во изборниот процес, а и така го аргументира двајца подпредседатели на вашата партија, и Александар Николовски и Тимчо Муцунски. Велат, треба да учествуваме, сега јас поедноставувам, за да не дозволиме изборна кражба. Тоа зошто да се укине тој механизам? Јас ќе го кажам мојот принципиелен став и ќе го повторам, бидејќи веќе го кажав во првиот дел од емисијата и вашето прашање, дека ако имаме принципиелен став, треба да се држиме до тој принципиелен став. И ако заклучуваме дека овој имплант е спротивен уставот, тогаш треба да најдеме друг механизам со кој што ние би ја зголемиле довербата во изборниот процес. Спротивен уставот само затоа што е 100 дена пред избори, на тоа мислите? Не. А во случај на вонредни избори 60 дена поминуваат од има неколку одредби кои што се спротивни на уставот. Секој експерт уставен ќе го толкува тоа. Но суштината не е тоа. Само мала корекција, не е моето прашање, тоа не беше мое барање на средбите со Заев во владата, туку во клубот на пратеници, ако се сеќавате кога се решаваше тога за Преспанскиот договор. И тоа беше делот од тие разговори. Таму договоривте државно финансирање, редовно државно финансирање, зголемување на процентот во владата? Не. Друго беше тогаш договорено, инаку партиското финансирање е сосема друга тема. Можеме и за тоа да дискутираме сега или во некоја друга прилика, вие ќе кажете. За техничката влада. И сега да се вратиме на процесот. Од тогаш до денеска, ќе потсетам, ние имавме низа измени на изборниот законник и низа од препораките на ЈОПС и ОДИХР се веќе имплементирани во изборниот законник, со што е подкрената довербата во самиот изборен процес, но и не само тоа. Тука се и условно наречено фингерпринт терминалите, односно читачите на отисоци на прсти, со кои што барем оној процес на полнење на кутии кој што во минатото не се случуваше, ќе ве потсетам, посебно беше изразен кога беше референдумското изјаснување поврзано со Преспанскиот договор, кога одредени места се гласаше на 3 секунди, 5 секунди, или пак кога излезеноста беше рекордни 99%, беше видливо тоа полнење на кутии и така натаму. Наверувате во тоа, бидејќи вкрстувањето на податоците е локално. Тој систем работи офлайн, не е онлайн. Вкрстувањето не е на централно ниво.
нели може да се случи сепак да има двојни, тројни Не може да се случи, бидејќи сега ќе ми дозволите гласања, како инженер да се изразам. Има база која што претходно се полни, секој од тие терминали содржи во себе, во својот хардвер одредена база која што потоа се полни и таа база практично се споредува со секој оној кој што припаѓа на тоа гласачко место. Но локално, на тоа гласачко место, тоа не место. централно, не во цела држава. Дали некој може неговиот отисок да го има и во Охрид, и во Струмица, и во Скопје? Бидејќи се офлайн. Не треба да го има. Не треба, да. Не треба да го Ама има. дали добивме со фингерпринтот таква гаранција? Не Тоа треба, ми е прашање. апсолутно да, затоа што јас ако отидам со лична карта на друго лице, ако јас отидам со личната карта ваша и гласам на вашето избирачко место со мојот отисок на прст, тогаш терминалот треба да даде Ако претходно на предупредување. централно ниво е исчистен, тоа е дилемата. Сега видете, повторно тоа е системска работа. Јас не сум нити човекот кој што го одржува системот на централно ниво, нити сум министер за Но ми ја разбирате дилемата, во Министерството за внатрешни работи, вие разбирам, но тоа хардверски, инженерски не би требало да се случи. Сега вие друго велите. Вие велите треба да има една централна база на податоци и кога вие ќе дојдете и кога ќе го ставите вашиот показалец, да речеме, и кога ќе биде одземен отпечатокот од страна на уредот, тој треба да се спореди со таа централна база, да се регистрира и потоа вие да можете да гласате. За да не може двојно да За гласате тоа на е потребна друго стабилна интернет конекција. Не мислам дека низ цела Македонија и на сите избирачки места тоа може технички да се обезбеди и може да дојде до прекин на таа интернет конекција и да настанат сериозни Да се проблеми. вратиме на главно прашање, зошто треба да се укине техничката Но како и да е, процесот е колку толку подоверлив во споредба со пред да се случат фингерпринт терминалите или односно терминалите кои што отчитуваат отисокот показалецот. Јас ви кажав неколку аргументи зошто ценам дека треба, не ги прифатија тие аргументи, иако тие може да го повторно испочитуваат партискиот договор. 100 дена пред избори да си дадеше Ковачевски оставка, да си номинира друг човек кој што како коалиција ќе го поддржа и ќе немаше никаква потреба да ова биде тема во јавност. Но тие одбраа ова да биде тема во јавност, еве таа тема полека се затвора, наскоро денеска ставот на ВМРО ДПМН ќе биде познат во јавноста. Еве, ќе го испочитуваме тоа што е дел од законот како одредба, иако повторно ќе ви кажам, за мене и за многу правни експерти и уставни кои што јас сум ги консултирал, тоа е имплант спротивен на уставот. Да. Пак ќе кажам, Николовски и Муцунски поинаку аргументира, а тука сакам да додадам уште нешто друго. Овој тип на влада беше договорен 2016 година, кога постоеше голема недоверба во изборниот Мислам процес. 15-та, веќе 16-та беше функционален од први. Така е, точно е, да. Со пржино, мислам, беше ова 15-та, да, негде есента. така е. Профункционира на почетокот на 2016 година, кога Груевски си даде оставка. Но поентата ми е следна. Ние видовме во меѓувреме дека може да се одржат избори во оваа земја во кои што СДСМ е на власт, ВМРО е во опозиција и од позиција на опозиција победува на едни избори. Пример се локалните избори. Што треба да ни каже дека постоеле базични демократски предуслови за опозиција да може да победи. Еве сега пак ќе имам избори, ќе видиме каков ќе биде исходот. Зошто да не остане овој механизам до моментот додека не се увериме дека ВМРО ДПМН од позиција на власт може да организира избори на кои што опозицијата може да победи. Ме разбирате зашто ве прашувам? Ако поентирате на локалните избори, не можам да се сложам целосно со вас. Да, ВМРО ДПМН е победи, ние на тие избори и во првиот и во вториот круг влеговме како аутсайдери, исто како што беше и на претседателските избори во 2019 година, направивме историски резултат, но тој можеше да биде многу подобар. Ако е тоа поентата дека самата победа испраќа порака дека изборите биле надежни, дека доверлив бил процесот и така натаму, не би можел целосно се сложам со вас, бидејќи и тогаш ние аргументиравме и посочивме многу недостатоци на самиот процес, обиди за корупција, злоупотреба на институции. Јас ќе потсетам што се случуваше во вториот круг, да речеме во Кочани и во Битола. Ние имавме буквално полициска опсада на Битола. Ама победивте во двете општини. Па можеше наместо да победи, да речеме. Ние гледаме во автократски системи опозицијата како поминува. Овде вие сепак
еве, да прифатиме дека имало злоупотреби од страна на власта, на крај вие сепак Ама, победивте. Видете, Васко, победата во Битола 24 на 19, мислам беше 24.500 на 19.500, можеше да биде 28 на 16. Победата во Кочани, наместо јас дента пред избори додам таму и да што се вели во полициска станица да ме приведуваат и слично за да создаваме тензија и така натаму, при очигледен подкуп во едно мало во општина Кочани, па победата да биде со 6-7-8 гласа, можеше да биде со 600-700-800 гласа. Гласот е глас, злоупотребата е злоупотреба. Вие нема да сторите помал криминал ако да речеме направите насилство на пилјара, а поголем криминал направите ако направите насилство и ограбите хипермаркет. Криминал е и тоа, и ова е криминал. Не би можел да се сложам дека процесот беше идеален. Дали ВМРО ДПМН ќе спроведе процес, ќе видиме откако ВМРО ДПМН ќе ја формира владата. Но јас ова што го кажувам и предлогот со кој што ќе излезам пред органите на партијата и се надевам дека ќе биде поддржан, е само предлог кој што се темели на исказите кои што ги добив од владените представници за време на лидерската средба во парламентот. Тие самите кажа не од овој процес, бидејќи таму оваа тема ја отвори претедникот Трајанов, мислам, и тие таму кажа не од овој изборен процес, ево од следниот. Ако од следниот, еве, ќе предложиме измени, ајде да видиме дали... Подготвени ли сте сепак да прифатите дека споредено со 2016 во општеството постои генерално подемократска Само една атмосфера, мала корекција, извинете, ќе ви упаднам во корист на муабетот. Секако ќе има изборен процес кој што ВМРО ДПМН доколку ја формираната влада, во што ја силно верувам, ќе го организира, а да нема техничка влада. Тоа ќе бидат локалните избори во 2025 година. Значи, техничката влада теоретски би требало да се формира, она што вие го поентиравте, ќе биде 2028 година. Значи, веќе ние во 2025 година на локалните избори ќе имаме изборен процес кој што би го организирала владата на ВМРО ДПМН. Време што ни вреди тоа, еве? Ако не биде добар изборниот процес. Добре, еве, ние можеме да го направиме од предлогот, еве, во оваа емисија ваша може да го направиме да биде од 1.1.2026 година. Подготвени ли сте, подготвени ли сте да прифатите дека сепак во државата постои една подемократска атмосфера, споредено со 2016 година, дека медиумите се послободни, дека има повеќе критички гласови и дека опозицијата има многу повеќе место на медиумите, просто да ги каже своите ставови, отколку што имаше опозицијата до 2016 година. Па не мислам дека е така, не го делам тоа чувство. Дека сега имаме унапредување на демократијата, бидејќи тоа... Јас зборувам за базичното ниво на демократска атмосфера. Институциите се слаби, имаме проблем со корупција, со владење на право, но базичната демократска атмосфера, мислам дека ако сте објективен, ќе се согласите дека е сепак подобре. Јас се трудам да бидам објективен и затоа и го давам овој одговор. Немам такво чувство, зошто сега ќе ви кажам, бидејќи и за танго и за кавга требаат двајца. Не мислам дека тогашната опозиција имаше проблем со обструкции во медиумите. Мислам дека, или испраќање пораки во медиумите, мислам дека и медиумите и тогашната опозиција беа во, како да кажам, во еден процес на празни пораки од страна на тогашната опозиција, додека сега ние како ВМРО ДПМН и јас како претседател се обидуваме да имаме суштински пораки, континуирано да сме присутни на медиумите, буквално онаму каде што е потребно да сме и одговараме на секоја покана, што не мислам дека беше случај во времето кога СДСМ беше Верувате ми, добро се сеќам на тие времиња. СДСМ не можеше да припари на главните медиуми. Не само што не можеше да припари, беше сатанизирана од главните медиуми во државата. Добро, Васко, сега дозволете ми да имаме различни мислења. Можеме да не се сложиме за некој. Има за тоа и извештај, да. Добро, но ворете не прифаќате дека е подемократска атмосферата. Не, ајде за извештаите. И тогаш беше хибриден режим и сега е хибриден режим. Да. Ајде да видиме... На Репортери без граници сега сме 34-то.
земја Ајде да видиме класирана. колку медиуми се затворија во овие 7 години, да видиме колку во претходните 7 години од претходната влада се затворија медиуми. Ајде еве така да анализираме. Не, мислев дека сте подготвен барем на ова ниво да прифатите дека има едно базично подобрување на демократската атмосфера, но Ќе ми но во дозволите рете, да имаме во различни рете, ставови. во рете. На колку мина ви е сведен списокот од 22 потенцијални кандидати за шеф на државата? Мислам дека рековте дека толку мерите. Па да, тоа беше на почетокот од овој процес на селекција. Имавме ние внатрепартиски принципиелен став околу критериумите на личностите кои би се нашле на тој список. Мислам дека многу скоро денеска ќе бидат познати, би рекол, основните правци каде ќе се движи ВМРО-ДПМН и кој ќе биде кандидатот кој што ВМРО-ДПМН ќе го избере. Партиската конвенција е закажана на 2 март. Параметрите нумерички ќе ги знаеме отприлика кој кандидат има најголеми шанси да биде председател. Иако морам да ви признам, од тие 22 најмалку 5 мина се убедливи споредено со потенцијалните кандидати на власта. Но знаете, во името на демократијата и партискиот статут, секој оној кој што ќе ги исполни условите согласно огласот, ќе има право и можност да се појави на таа партиска конвенција каде што ќе избереме кандидат кој што ќе го поддржи ВМРО-ДПМН. Колку во вашата одлука за председателскиот кандидат ќе влијае, ќе го наречам феноменот Данела Арсовска? При тоа не мислам на родовата припадност на кандидатот, мислам на тоа дали е од партиската база или не. Го разбирате прашањето? Да, видете, тој феномен кој што вие го потенцирате, во смисла на Макијавели си ја исполни својата цел. Но доколку суштината ја гледаме, тогаш да, не ја исполни ниту, би рекол, едноцифрен број проценти. И тоа ја сум го зборувал во јавноста и често пати сум го аргументирал и денеска јас да го гледам концептот на модерно Скопје пред мене, јас и денеска ќе го поддржам. Тоа што инклинираше потоа градоначалникот на Скопје и тимот кој што работи со НЕЗ од тој концепт, тоа е друго прашање за кое што можеме да разговараме и сме зборувале многу пати. Тоа искуство колку ви влијае кога сега размислувате за потенцијалниот кандидат? Секогаш треба човек да учи од грешките. И јас ценам дека ние многу научивме од грешките во минатото. Луѓе сме, работиме, живи луѓе сме, правиме понекогаш грешки, не сме идеални, не постојат идеални луѓе. И ценам дека сето тоа е дел од таа неравенка која што на крај треба да даде екзактно решение кој ќе биде кандидатот, кои делегатите на комисијата ќе го изберат за кандидат кој што ќе го поддржи ВМРО-ДПМН. Каде ја сместувате тука Гордана Силјановска-Давкова? Неспорно, предпоставам, и самиот ќе потврдите, еден од потенцијалните кандидати за шеф на државата. Па како човек кој што исклучително го почитувам, личност која што исклучително ја почитувам и ценам, поискусен колега од друга област, јас сум инженер, таа е од правните науки, уставен експерт, меѓународно докажана, патриот, човек кој што си ја љуби својата држава. Да ве прашам само, дали поблиску до феноменот Данела Арсовска или сепак не ја сметате за некој кој што е вон партијата, бидејќи таа самата сака да каже дека добила доволна автономија и независност во парламентот, бидејќи не е член на партијата, колку што знам, во меѓувреме не знам дали земала членска книжка, да делува онака како што мисли. Па еве дури и сега на последното гласање за уставните судии, таа и уште една нејзина колешка гласа за една од кандидатките на владачкото мнозинство. Па не би го ставил јас тоа во феномени. Не би го ставил тоа во феномени. Не знам колку добро се изразувам. Значи, дали Гордана Силјановска-Давкова би ја сметале за кандидат од партиската база? Лично сметам дека Гордана Силјановска-Давкова е дел од големото семејство на ВМРО-ДПМН и исто како десетици, стотици илјади луѓе кои што припаѓаат на најголемото политичко семејство во Македонија, ВМРО-ДПМН, и тука немам никаква дилема.
Дали постот од петокот на Никола Груевски во кој формирањето на професорскиот пленум во кој членуваше Гордана Силјановска Давкова и кој тој го наведува како почеток на падот на неговата влада, го разбирате како обид за негово вмешување во изборот на кандидат за председател на ВМРО-ДПМН. Кандидат за председател на државата од ВМРО-ДПМН. Па не го сметам дека тоа е таков обид. Тоа е дел од тоа што се случува изминативе неколку години, дел од тој фолклор и таа естрада и немам некое суштинско мислење за тој пост. Логично е дека голем број луѓе, политички активни, порано, сега, кои што се против ВМРО-ДПМН и против мене, дека ќе се обидат во периодот што следи задачата моја и на ВМРО-ДПМН да ја направат што е можно потешка. Тоа мене лично ме инспирира и ме мотивира. И ценам дека и јас лично, луѓето околу мене, но и ВМРО-ДПМН е подготвен сите овие феномени да ги прегази и на претседателските и на парламентарните избори, а потоа заедно да покажеме како се љуби државата и како се работи за државата. За себе рековте дека ќе ја предводите пратеничката листа на ВМРО-ДПМН и коалицијата во првата изборна единица. Моето прашање во тој контекст е што господин Мицкоски се смени во однос на 2020-та, кога велевте дека не можете да бидете ем кандидат за пратеник, ем шпицен кандидат за мандатар. Па нели се согласивме дека треба да учиме на грешките од минатото? Јас не сум човек кој што е идеален и сезнајко. И нормално е дека овие 6 години нецели председател на ВМРО-ДПМН акумулира кај мене големо искуство. И некогаш кога ќе се завртите назад во минатото, добро е некој од своите постапки да ги анализирате, доколку сте направиле грешка, да ја исправите. Мојата намера и тогаш и сега се најдобри. И ценам дека како такви и во тоа време, но и сега имаа задача да наметнат нешто ново на политичката сцена во Македонија. Очигледно не беа сватени така и очигледно дека треба да ги промениме. Јас што направив, тоа го сватив и овој пат одам како носител на листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата во изборната единица 1. Зошто? Затоа што целиот свој живот сум го поминал тука во општина Карпуш. Го слушнавте, предпоставам, премиерот. Јас го прашав во оваа емисија дали ќе прифати предизборно соочување, рече да и очекува да ги имате повеќе. Предпоставам за вас нема дилема дека такво нешто треба да се случи како дел од демократската предизборна атмосфера. Јас немам никаков проблем и ценам дека е добро да има соочување помеѓу председателот на владата и би рекол претендентот да биде председател на владата, тоа е опозицијата. Едно најмалку годишно би требало да се случи во овие 2 години, за жал јас немав можност. И покрај тоа што неколку пати упатував порака до господинот Ковачевски да јас и тој излеземе на ТВ дуел, да ги вкрстиме аргументите, затоа што за различни теми претпоставувам дека и тој и ја имаме своји позиции, своји ставови и треба да ги браниме. Да ги браниме врз основа на тие аргументи. Јас не сум човек кој што е најатлив, фрустриран, самобендисан, доколку аргументите на соговорникот ги победат моите аргументи, јас сум подготвен да ги прифатам. Но за жал во овој случај не добив. Се надевам дека во кампањата, во изборите ќе има таква можност каде што ќе можеме да разговараме со господинот Ковачевски и да ги презентираме нашите аргументи, програма и визија за иднината на Македонија. Се знаат другите носители на листи во ВМРО-ДПМН? Па не, се уште не, се уште се анализира, антиципираме кои би можеле да бидат и носители на листи од страна на нашиот политички противник, од страна на другите помали политички партии. Ценам дека ќе бидат, едно е јасно дека сите тие ќе бидат победници во своите изборни единици. Си ја пробав среќата за техничката влада, поминав половина. Еве да си ја пробам за носителите. Мицковски во единица, Мисајловски во двојка, Ковачки во тројка, Николовски во четворка, Тони Коњановски или Гордана Силјановска во петка, ако Силјановска не е кандидатка за председателка,
и ми рековте Кочовска нема да биде во техничката влада, тогаш Гордона Кочовска во 6. Колку сум близко или далеко? Можам да кажам од мое име, прилично сте близко. Добро, благодарам. А анкетите во овој момент, јас сум видел две. Ви даваат околу 50 пратеници на парламентарните избори. На едната 50, на другата 51. Анкети работени по изборни единици со репрезентативен примерок на ниво на изборна единица. Заедно со левица на двете анкети сте под 61 и тоа 4-5 пратеника под 61. Ова не го кажувам за да сугерирам дека би правеле постизборна коалиција со левица, туку за да кажем дека има индикација ако се соберат сите други, а ВМРО и левица останат надвор, тогаш има бројки, велам. Дали има и политичка логика, тоа е друго прашање, да се направи влада и без ВМРО ДПМН и без левица. Ако не успеете да формирате влада, дали ќе се повлечете од лидерското место на ВМРО ДПМН? Толку многу луѓе посекуваат јас да се повлечам од лидерското место во ВМРО ДПМН, но за жал нивна ќе мора да ме гледат уште долго во политиката, затоа што ВМРО ДПМН ќе освои многу повеќе од тие бројки, а ќе кажам зошто. Тие анкети кои што вие сте ги гледале, можете да предпоставувам дека и јас сум ги гледал тие анкети. И тие куќи кои што ги прават тие анкети, исто така го убедуваа на времето Зоран Заев дека во првиот круг на локалните избори ќе има 22 градоначалника, ВМРО ДПМН 1, 2, 5, 6 градоначалника, па бројките беа спротивни на тие анкети кои што сега истите тие луѓе му ги прават на Димитар Ковачевски. Едната од куќа што е прилично блиска до вас. Сега анкетите од тие куќи кои што се прилично блиски до нас велат вака, бидејќи и ние правиме анкети, тоа некогаш 2, некогаш 3 месечно. Последната на изборен примерок од 1000 испитаници по изборна единица ја направивме во ноември и бројките се дека ВМРО ДПМН во ноември се движи помеѓу 51 и 54, СДСМ се движи помеѓу 26 и 29, Демократската унија за интеграција има едно сценарио доколку оди заедно со Алијансата на албанците, споредено со тројната коалиција Движењето на Изет Меджити, БЕСА и Алтернатива. И втората варијанта е кога Демократската унија за интеграција оди посебно оди Алијансата за албанците, а тројната коалиција која што веќе официјално оди заедно. Бројките кои што заедно ги делат се некаде околу 27-28. И заедно партијата Левица и партијата на градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски заедно делат некаде околу 12 пратеника. Тоа се бројките кои што беа во ноември. Јас ценам дека со почетокот на кампањата, кога се мобилизираат граѓаните, кога се мобилизираат структурите на партиите, потенцијалот, пораката на ВМРО ДПМН ќе бидат посилни и за мобилизација и порака како порака, и дека не би бил изненаден ако бројката биде близу мнозинство во парламентот. Повторно ќе кажам, свесен за предизвиците дека сите оние кои што не се согласуваат со Христијан Мицкоски или со ВМРО ДПМН ќе прават се за да тој процес и таа победа ја намалат, ја деноминираат. Но повторно ќе ви кажам, јас лично и партијата се во таква кондиција и нивото на мотивација е на толку високо ниво, што ценам дека истите тие ќе бидат прегазени и не би се изненадил за уште еден историски резултат после онаа двојна победа на локалните избори, која што мора да се согласите беше сама по себе историска. Но и анкетата што ја цитиравте, вас и Левица ве става под 61 пратеник. Теоретски, математички има влада на другата страна. Видете, вие правите владата на другата страна сите против ВМРО ДПМН. Математички, така, ако има 61 во парламентот, може да се избере влада. Да почекаме да ги коментираме можните коалиции вечерта околу 21 часот, кога ќе ги добиеме сите изборите, резултатите од изборите. Но јас сум убеден и ви уверувам вас и македонските граѓани дека идната влада
ќе ја предводи ВМРО ДПМН, јас како мандатар, и тоа ќе бидат историски најреформските години за Македонија како држава. Затоа што предвидуваме озбилна програма со многу сериозна трансформација. Не велиме реформа, туку трансформација на Македонија. Ако условот за постизборно коалицирање на партиите на албанците... Но тоа не е намало, извинете, во контекст на муабето да направам мало шал, не е намалува желбата на сите овие кои што ги споменавте претходно, да го видат Христијан Мицкоски надвор од политиката. Прашањето е зошто? Затоа што со мене нема договор за тоа за кој што не мислат дека може да се договарат и што било пракса во изминативе 3 децении помеѓу политичари. Ако условот за постизборно коалицирање на партиите на албанците, па и оние за кои што вие велите дека ги преферирате, тоа се опозицијските партии на албанците, е другиот или другите партнери во владата да се согласат со усвојување на уставните измени кои што произлегуваат од преговарачката рамка, која што е дел од пристапниот процес на земјава за ЕУ, тогаш каде ќе ги барате партнерите за влада? Вакви услови какви што се сега и вакви уставни измени какви што се во парламентот, ВМРО ДПМН нема намера, ниту пак јас лично, да прифатиме никогаш. Не е битна политичката кариера на Христијан Мицкоски. Напротив, јас не работам под диктати и не работам под услови. Јас ценам дека идната влада треба да биде композиција на визија, план како да се развиваме Македонија. Ние повторно зборуваме за уставни измени, а никој не зборува за суштината. Да, ние имаме и сега политичари кои што под превезот на и во името на ЕУ крадат. И сме шампиони во криминал и корупција, нефункционални институции. Еден таков случај го споменавме на почетокот од емисијата. Простете, но јас така не размислувам. И надежта е дека притисокот во процесот на пристапување кој што ќе доаѓа од Брисел и од другите главни градови во ЕУ може да ги мрдне работите на подобро. Не, Васко, видете, ние слонот не го игнорираме. Слонот е во собата, некој друг го донел. Не ние. Да не праша нас, немаше да биде слонот и може би секој беше поинако. Но ако зборуваме за реалноста, треба да зборуваме и тоа што и на нас не припаѓа. Што е тоа што нас не припаѓа? И ние имаме своји принципи кои што се поврзани со реалноста. А на почетокот на интервјуто не како ВМРО ДПМН, зборам како народ. Да, кога зборувавте за двојното убиство, се повикавте на изјава на дел од стратешките партнери на државата. Аудиравте на изјавата на американската амбасадорка за тоа дека... Реков многу влијателни странски представници, меѓународни представници. А вие чувме, препознавте тоа дека е на американскиот амбасадор, да бидеме до крај прецизни, Ангел Агелер, која што пред некој ден, пред еден ден, даде свој коментар поврзан со тој случај. Така е. Тоа го кажувам како вовед во следново мое прашање, бидејќи доаѓа повторно од представник на американската дипломатија, Джим О'Брајан, во Скопје, знаете што рече, дека тој лично би размислил дали би гласал за некој што вели во контекст на пристапните преговори на земјава со Европската Унија, за некој што вели можем да дојдам до подобри услови, подобра понуда, при тоа не кажува каква е и има една додавка што ја прескокнувата е многу важна и не кажува зошто тоа би било прифатливо и за другите. Да, тоа беше кажано на медиумот за кој што сега даваме интервју и ценам дека прашањето беше наведувачко од страна на новинарот што го правеше тоа интервју. Тој манипулираше со ВМРО ДПМН во прашањето кое што не кореспондира со позициите и ставовите на ВМРО ДПМН, а од друга страна господинот О'Брајан никаде не го спомена ВМРО ДПМН. Интервјуто беше дадено пред средбата со мене, потоа имавме ние едночасовна средба. Јас имам своји позиции и своји ставови и тие сум подготвен да ги бранам. Во што беше манипулацијата? Ке се вратаме на тоа, ќе ви одговорам. Еве, јас ќе ви кажам. Беше очигледно дека таа теза на било кое прашање сака да ја каже, затоа што два пати ја повтори во интервјуто. Господинот О'Брајан, два пати ја повтори на различни прашања.
Да, но не го сваќај тоа лично. Сега дека е поврзано со медиумот, ќе ви дадам одговори на тоа прашање, само да довршам тезата. Јас сум подготвен својот став да го бранам врз основа на своите аргументи и своите позиции кои што ги имам. И тоа го направив и со господинот Обрајан на таа средба од 1 час. Јас не сум политички подлизурко од една страна, а од друга страна, ќе повторам, да се подлизнувам и да виткам кичма пред влијателни меѓународни дипломатски представници, а од друга страна да крадам и да правам зло за сопствената држава во името на Европа. Еден висок македонски политичар спомена, мислам дека беше и он гостин во вашата емисија, дека ВМРО-ДПМН не ги слуша меѓународните представници што зборуваат, ВМРО-ДПМН тоа не го интересира, ВМРО-ДПМН прави обструкција на уставните измени само за да спечели политички поени. Не. Тоа е погрешна теза. Тоа е многу погрешна теза. Добро, и како ќе се извадите од таа ситуација? Не, видете, ние имаме свој принципиелен став и тој став на тоа прашање ќе го кажеме на граѓаните во рамките на кампањата. Доколку ќе добиеме довербата од граѓаните, а се темели на тој став, ние така и ќе функционираме. Ако мислите дека ќе правиме политика на осцилации, едно во опозиција, едно на власт, не. Јас верувам во ова што го правам. Добро, тоа може да бидат нови 10 години, ништо во пристапниот процес. Тоа може и 100 години да биде. И никогаш да не биде. А може да биде и за 4 години. Видовме сега на последниот Европски совет дека ако се има политичка волја, многу работи може да бидат поразлични, но претпоставам за тоа ќе ни треба уште една емисија. Да, ама мислам дека тие компарации што ги слушаме се несоодветни, бидејќи и представници на вашата партија велеа зошто Шолц не го замолил Борисов да излезе. Одговорот на тоа би бил зошто Мицкоски не го замоли Орбан да го замоли Путин да ја нападне Македонија. Бидејќи тоа е разликата меѓу Украина и Македонија. Не, Шолц не можел да го замоли Борисов, можела Меркел да го замоли, бидејќи со Меркел беа во исто време, а не со Шолц, премиери зборувам. Потоа ниту Ангела Меркел, ниту Бојко Борисов повеќе беа премиери. Претпоставувам Шолц требало да го замоли овој како се викаше Петков, кој што беше претходно премиер. Украина е нападната од Русија. И тоа е драстично поразлична ситуација. Видете, ние зборуваме за принципи. Васко, ние не зборуваме за кој кого нападнал и како нападнал. Ја апсолутно го поздравувам потегот сега што се случи и со Украина, и со Молдавија, и со Грузија. Затоа што на тој начин Европската унија покажува и дава знак дека стои позади своите сојузници и пријатели и дека апсолутно е решена до крај да се бори против руската агресија во Украина и не само во Украина. Јас ќе потсетам, во Приднестровје, во Транснистрија имате 5000 руски војници. Имате 2 покрајини во Грузија, Јужна Осетија и Абхазија, каде што имате повторно руски војници, кои што не го гарантираат територијалниот интегритет ниту на едната, ниту на другата, ниту на третата држава. Тука јас ценам дека ова е исклучително храбар чекор од страна на Европската унија и го поздравувам. Но истовремено очекувам овие 23 години со многу внатрешни проблеми и поделби кои што ние како држава ги имаме, но факт е дека што се однесува до комитмент, односно кон посветувањето што го имавме кон европските вредности, тоа што се бараше од нас како народ и држава, ние направивме многу повеќе отколку сите заедно нови членки на Европската унија. Без ВМРО-ДПМН да поддржи ни една тешка одлука. Видете, не е тоа важно дали ВМРО-ДПМН е поддржало. Оставете ги тие. Ама сега претендирате да дојдете на власт и веројатно е важно да знаеме што не очекува следното ВМРО-ДПМН, што ќе поддржува, како ќе поддржува, за што ќе се избори, кои политики ќе ги води. Од позиција на опозиција се консолидиравме, победивме 2 пати на локални избори, најверојатно еве и вие самите констатирате според анкетите дека и на следните ќе победиме. Јас можам да зборувам за ВМРО-ДПМН, а ако правиме анализа на претходните ВМРО, кога Груевски бил председател или Георгиевски, можеме и за тоа да зборуваме. Но ајде дајте му шанса на ова ВМРО-ДПМН да покаже нешто различно и да покаже нешто кое што до сега е невидено од аспект на квалитет на политичката сцена во Македонија. Мораме да привршуваме. Како го коментирате ставањето на Кочо Ангјушев на црната листа на САД? Станува збор за ваш близок човек.
Не е мој близок човек, ние сме колеги на факултетот, он е професор, јас сум професор, 30 години се познаваме, но истовремено ќе потсетам, јас сум бил жесток критичар кога тој бил дел од владата на Зоран Заев. Добро, во меѓувреме многу работи се сменија. И вие од во... соперници со Заев станавте политички пријатели. Па не знам сега, ова го ставам во делот на политичките шпекулации. А Кочо Ангјушев е медијатор во тие. Јас не можам да кажам дека сум непријател ниту со Димитар Ковачевски, јас можам да кажам дека со Димитар Ковачевски сум политички противник. Со никога јас не сум непријател, немам непријатели во животот. Како го разбирате тоа? Да, имам тоа? Политички противници, тоа е легитимно. Како го разбирате ставањето на Ангјушев на црната листа? Па мислам дека тоа што го кажа на американскиот амбасадор, дека имаат докази релевантни и така натаму, ги повикува македонските институции да побараат дека тие се подготвени да тоа го приложат, е добар начин да се докаже тоа кое што е политика од страна на Стейт департментот на Соединетите американски држави. И ја очекувам дека нашите правосудни органи, наместо да се занимаваат со политички терор врз опозицијата, еднаш кога се фатат за работа и да го побараат тоа и да го добијат и да излезат во јавност и да кажат ова се доказите приложени против тој и ние ќе покренеме судски процес. Има ли пораки до вас во овие именувања на црната листа со Кочо Ангјушев, претходно со Јордан Камчев? Ако мислите дека на тој начин некој мене ми испраќа порака дека би можело мене да ме стават на таа црна листа? Не мислам на тоа, туку на луѓе кои што арбитрираат околу вас. Ама немојте видете, не прифаќам така. Јас со господина Кочо Ангјушев се знам 30 години. И сум бил негов жесток критичар кога бил дел од владата на господинот Зоран Заев. Но знаете дека се движиме во политички кругови во кои што дозволете да слушаме и повеќе работи отколку што јавноста слуша, да. Да, ама сега да не зборуваме за тоа што се зборува, сега зборуваме за факти, а фактите се дека ние политички не сме соработувале. Да, научно на факултетот сме соработувале, колеги сме. Јас сум бил студент. На сцена не, но со Заев сте се среќавале во неговите простории. Не, такво нешто нема такво нешто. Такво нешто не постои. Добро, ве прашав за тоа дали има порака до вас со ставањето на Ангјушев и на Камчев на црната листа. Па не го гледам јас тоа како порака. Ако така гледате, ќе видите дека таму има лица кои што биле порано високи представници во ВМРО ДПМН, лица од ДУИ. Тука не треба да гледаме Васко порака. Тука треба да гледаме еден процес кој што треба сите нас да не загрижи како општество и тоа што до сега, за жал, нашите правосудни органи не го гледа, конечно да прогледаат. Во ред, овие лица се дел од вашите, условно кажано, црни листи, на одреден начин, дали на некој му е забранет влез во Соединените американски држави, дали за некој е замрзнат имотот кој што таму го поседува и така натаму, но ве молам, дајте ни докази за да можеме ние тие докази пред домашното законодавство да ги процесуираме и овие лица да одговараат таму каде што ги направиле овие злодела, затоа што предпоставувам доказите се поврзани за криминалот или одреден начин на нивно делување во Македонија, не во Соединените американски држави. Логично е да јас за мојата држава сум позагрижен отколку што е загрижен американскиот амбасадор или некој таму кој што одлучува кој да биде дел од тие листи или не. Ако е така, и ако јас и вие од нашите плаќања кон данокот им даваме плата на овие луѓе, очекуваме тие луѓе да се завршат работата, односно веднаш да ги побараат доказите и врз основа на тие докази да отворат истрага и доколку постојат докази, да се отпочне процес во кој што овие лица ќе имаат можност да докажуваат дали се виновни или се невини. Се останато е естрада и фолклор. Затоа очекувам тоа час поскоро да се случи, мајки предвид што и од страна на американскиот амбасадор има голема волја да помогне во овој процес. Жал ми е што го исцрпевме времето. Ама секако пред избори ќе се видиме повторно. Се надевам дека ќе ме поканите. Мислам дека имавме интересен разговор. Ќе судат гледачите. Ви благодарам на можност. Благодарам. Ви благодарам што бевте со 360 степени до крај новата саботажа.
за да им се додворат на гласачите. Политичарите умешно користат допадлива реторика со која сакаат да ја покажат ем духовитоста, ем остроумноста, па и да си се пофалат со некои своји лични специфики и карактеристики. Ме наврати ова на еден мој Facebook статус, мислам 2017 година, во една тешка политичка ситуација, јас напишав статус. Значи, само да се подсетам. Ако некогаш решам да видам донатор на органи, моите тестиси ќе ги донирам на одредени мои колеги. Не може да се прогнозира кој се фатил за оваа јадица, но од денешна дистанца, впечаток, барем по лично признание на авторот на статусот, е дека постои некој кој не само што ја прифатил, туку со тоа и голем мерак му направил. Имаме историска шанса, но и историска одговорност. И ја превземавме на себе. Еден тука вечерва меѓу нас, овој нашиот другар, сега премиер, Зоран Заев, го превзема мечот и го пресеше Гордиевиот јазол. Но промена на мислењето и на ставовите е можна, многу често и редовна појава. Се зависи од ситуацијата и од околностите. Како на пример за Чебрен и Галишта, за чија изградба или не, изгледа дека е важна улогата. И сега видите, додека сум на функција во државна компанија и директор на МЕПСО и член на регулаторна, тогаш ми е убаво, земам голема државна плата, имам функција, тогаш Чебрен кој сака нека го гради. Тикваш кога сака ќе го даме. Меѓутоа кога не сум директор, тогаш ќе критикуваме. Добро. Ова е факт. Ова е факт. Нема проблем. Не може да нема проблем, ама гениални се оправдувањата. Тоа што нема книги е проблем на печатарите, а која ги има, виновни се авторите. Оти никој не е безгрешен, освен министерот. Знаете дека учебниците, јас како ученик и вие, во сите учебници во математика имало и претходно и најдобриот, имат една изрека, најдобар математициен, студентот му има најдена грешка во учебникот за математика. А тоа навистина е и логично, бидејќи кадровската структура во образованието се гради на исклучително специфичен систем кој продуцира толку многу дипломи, што некој навистина и треба да се помачи за да стаса до престижната професорска титула. Една звањето доцент во нашата држава чини околу 3.000 евра и за тоа не треба да се чудиме за квалитетот во образованието во нашата држава. Ама ниедно знаење не бива без вбризгување нова доза ефтин патриотизам, која ќе придонесе за зголемување на љубовта кон татковината. Согласно волјата на мнозинството на Советот и предлогот на градоначалникот, химната на Република Македонија. На крајот, среќа што химните не се символ на идентитетот, туку само родолюбиви песни со кои се искажува лојалноста кон државата. Препорака до оние кои се заплиснати од македонштина. Не станувате простум, се додека не го исклучите рингтонот од мобилниот телефон.